Наредните минути во Македонија наутро зборуваме за моките. Новинарството да даде глас на оние кои најчесто се невидливи за самото општество. Бегалците и лицата без државјанство. Утрово наша гостинка е колешката Филјана Кока, која неодамна е наградена од Македонското здружение на млади правници, ЗНМ и УНХЦР за извонредно новинарско известување токму на оваа тема. Со својата посветена работа таа успеа да донесе вистински и човечки приказни, да отвори важни прашања и да ја доближи реалноста на овие луѓе поблиску до јавност. За креативниот процес, за предизвиците на терен, секако, но и за тоа колку новинарството може да биде мостот помеѓу маргинализираните групи и по широката јавност, разговараме токму со неа. Добро утро, Филјана, и добре ни дојде во. Добро утро и вам, колеги. Честитки за наградата на самиот почеток на разговорот, па морам да прашам што лично значи ова признание, имајќи предвид колку е чувствителна и темата за која што известуваше. За еден новинар, мислам дека нема поголема награда, поголемо признание, особено ако цел свој живот го посветил на професионалните стандарди, етичките норми. Нешто што за новинарите е всушност своевиден устав. Признанието е всушност потврда за мојот приот низ, и не само во овие приказни, предпоставувам дека и низ годините, затоа што во тоа гледам исклучително ја гледам својата исклучителна посветеност во однос на тоа што треба да значи почитување на тие стандарди и норми. Зашто го велам тоа? Затоа што да бидете новинар е многу одговорна работа. Значи, ние имаме општествена одговорност, ние имаме мисија да работиме за јавното добро. Што се ако не овие луѓе дел од општеството во кое што ние живееме, без разлика дали тие доаѓаат од некаде или, како што беа моите теми, луѓе кои што се наши сограѓани, а се без државјанство, луѓе кои што некои ги нарекуваат фантоми. Замислите, некој вие сте вистините, а некој ви вели дека сте измислен и дека вие не можете да си ги остварувате своите права. Значи, новинарот треба да има новинарски нерв. Колку што е лошо за еден новинар, мислам дека ниту една казна на светот со илјадници евра за еден професионалец новинар не може да му ја уништи кариерата како моралниот суд. Значи, колку што е лошо вие да добиете една представка од Советот на честа или Советот за етика на печатот, Советот на печатот, толку е добро да добиете ваква награда, која што може би навидум е награда од размери, да кажеме, во рамките на земјата, но ова може би на некој начин рефлектира и надвор од нашата земја, бидејќи се вклучени и меѓународни институции кои што тоа го потврди. Така. Низ годиниве не постои тема и случување кое медиумски го немаш проследено, но ајде да се насочиме на ова последнава која што ја донесе и оваа награда. Што беше она иницијална каписла што те поттикна да навлезеш подлабоко во проблематиката и секојдневието на овие луѓе и да истражуваш потемелно на оваа тема? Сега, прво сакам да кажам дека јас припаѓам на една генерација транзициони новинари, да ги наречам. Новинари кои што од својот почеток во 90-та година, кога јас дојдов во македонска телевизија, како новинар, се соочуваше со двојни процеси во кои што државата се градеше, се градеа институции, се создаваше државата и се соочуваше со различни препреки, но и со кризи кои што најчесто не погодуваа нас како, иако мала земја, но не погодуваа. Например, од Босна и Херцеговина имавме првите бегалци кои што дојдоа, со кои што нашите граѓани се соочија и мислеа дека ова ќе биде некоја инвазија или значи со некој страв, со некоја резерва, без да размислиме дека тие бегаат пред оружјето, пред војната. Потоа ги имавме конфликтите, битпазарските настани кои што исто така влијае на сите нас, да го поттикнат тоа во нас да работиме, што во тие кризи прават обичните луѓе. Во случај на 300 и повеќе илјади бегалци од Косово, па се до оваа криза сириците кога почнаа да доаѓаат со стотици илјади на нашата граница, нели, преку Грција. Во тие моменти почнува да се шпекулира во јавноста, сега ние ќе ни се смени демографијата,
Што е битно? Новинарот мора да ја каже вистината за тие луѓе. Дали меѓу нив има инфилтрирани терористи или не знам, тие сепак новинарот треба да се води од вистината и да представи на јавноста, која што не секогаш има во вид што е вистината, да ја представи на јавноста, тоа е негова обврска. Што овие луѓе, како се чувствуваат? Замислете кога јас стигнав на 2014-15, кога беше на каменот меѓу Грција и Македонија, јас тука видов многу млади луѓе кои што беа со раскрвавени, тоа го имам и документирано, со раскрвавени стопала. Најмногу тие беа луѓе кои што млади луѓе кои што и ги оставаа своите животи по шините бегајќи пред за да можат да отидат некаде, но најтешко меѓу сите овие случаи се овие наши сограѓани според мене кои што заедно со нас заживеат, значи мојата серија на прилози беше во врска со нив, без државјанството. Еден млад човек ми се обрати, ми рече дека тој не може ниту да учи, во еден неформален разговор. Не може ниту да учи, ниту да работи, ниту пак може да се движи слободно, затоа што полицијата кога ќе му побара документ, тој нема, вели, во обработка ми е за овие кои што влегува во процесот со законот за бездржавјанство. И тоа што мене ме поттикна, да представам пред широката јавност дека овие луѓе се наши сограѓани, дека треба нешто да сториме. Колку беше тешко представувањето на оваа вистина за оваа категорија на граѓани на јавноста? Како изгледаше творичкиот процес, истражувачкиот процес? Имаше ли предизвици по пат? Ама секако дека има. Секогаш вие луѓето со кои што сакате да контактирате се во непознаница. Но уште во поголема сме ние новинарите. Сега првото нешто што треба да му се предочи, тоа е она емпатија, да му се каже дека јас сум овдека заради тоа да го пренесам на јавноста она што вие го имате како своја мака, како своја тежина. Тешко во однос на тоа да прозборат луѓето. Јас морам да откриам дека вештината на новинарот е да најде и сојузници во изработката на овие истории. Например, податоците на овие невладини организации, податоците на, да речеме, на институциите кои што ги имаат, тоа да го вкрсти и на некој начин да дојде до тие лица кои што се соочуваат со невладини, со активисти за човекови права. Например, родилката која што беше во Чари, на која што не ѝ беше возможно да се замине со своето дете, сестрата на шалтерот ја нарече фантом. Значи, не можете да наречете жена која што се породила и која што има сопруг кој што е наш државјанин, па и да нема, дека таа е фантом. Тоа е многу понижувачко за еден човек. Значи, тие луѓе имаат своји права, имаат своји чувства, тие се исто ја носат таа приказна со себе, за која можеби ние треба да го подигнеме гласот, треба да ја анимираме јавноста и институциите, да ги сензибилизираме за вакви проблеми. Јас мислам дека успеа во тоа, бидејќи тоа некако се реши во директорката на клиниката, зборувам за таа историја со родилката, ја исконтактирав заедно со една активистка од невладините, од Амбрела и Латифа Шиковска, морам да ги посочам бидејќи тие секогаш се таму некаде, затоа што овие луѓе се многу, ги имаше многу, сега со законот се малку помалку, но сепак имаат се уште проблеми. Како се градат односите со тие луѓе чии што приказни се раскажуваат, бидејќи знаеме дека станува збор за луѓе со недоверба и со страф? Кај нив нема разлика дали е некој граѓанин, новинар или слично, едноставно кон сите гледаат со недоверба. Како одеше комуникацијата со нив? Јас ке се вратам во 2000 некоја година, беше после 15-16, снимавме со колегата една жена, бегалец, и нејзиниот сопруг дојде да ми изреагира остро зашто јас сега вие трнете камерата, ќе ви ја скршиме камерата. И јас го оставив да каже до крај и му реков добро, сега дали вие може да ме разберете, вака кога јас овдека сум меѓу вас, дека и мене некои луѓе ме гледаат. И јас сум жена, нели? Дали може да знаете зошто сум јас овдека меѓу вас?
човекот рече, па не знам, веројатно да не снимите колку ние овде сме фрлени, сврлени, колку... Јас тогаш му реков дека, видете, доколку вие не ми кажете што е вашата мака и што е вашиот проблем, никогаш никој нема да го разбере тоа. Овде ќе чекате да добиете некој лист, документ, за да поминете до некаде, да ве остават во некоја институција, центар или што ќе биде и нема да го решите прашањето зошто вие сте тука и на што сте се изложени. Дали како бегалец ги уживате оние права кои што треба да ви ги дадат, колку треба да останете незаштитени, дали воопшто можете да останете незаштитени. Се што се однесува до вашите маки. Тогаш човекот се ослободи, значи треба да ги користите најосновните човечки човештината во вас да проговори. Затоа што пред се и ние сме луѓе, па потоа сме новинари. И токму тука сакам да се задржиме. Процесот на создавање на вакви истории е сериозна игра на емоции, бидејќи влегуваме во животот на луѓето. Точно. И секако слушаме и гледаме се. И тоа не е едноставно секогаш да се преживее. Не, јас велам дека после секој конфликт во кој што учествувал новинарот, тоа сум го зборила и додека во Сдруженијето ги водев тие обуки и семинари и додека едуциравме помлади колеги, се уште ги едуцираме, дека јас мислам дека психолошката помош после секој, иако навидум нам не изгледа дека ние се окей со нас, ние го направивме ова, споделивме емоција, ја завршивме нашата општествена обврска, го сензибилизиравме општеството, ја кренавме граѓанската свест, но останува тоа во нас. Мислам дека ние треба да бидеме, особено кога се тоа по-ризични ситуации, да имаат новинарите и психолошка поддршка потоа од своите здруженија, од организациите кои што стојат зад нив. И тоа е многу битно за да тие потоа продолжат да работат, бидејќи ако толку е голема траумата од она што сме го преживеале како емоција, а знае да биде, тогаш ние се соочуваме понатаму со тоа што значи дека не можеме да ги пренесуваме понатака ваквите стории да работиме за јавно добро. Колку овие стории имаат влијание врз јавната свест и ставовите на луѓето и колку медиумите имаат важна улога до доближувањето на овие теми до граѓаните и со тоа разбивање на стигмите? Ова е многу важно прашање и многу е важен вашиот одговор со оглед на популарноста и на социјалните медиуми денеска. И за жал делот помладите, но и повозрастните имаат впечаток, па добро, веќе новинар не ни треба, ќе објавиме на Facebook, тоа ќе се сподели, ете проблемот ќе биде решен или изнесен во јавноста. Меѓутоа, тажно е тоа да се гледа, бидејќи кога ќе видиме што се новинарите прават за општеството, навистина ова мораме да кажеме дека не е така. Така. На самиот почеток кажав дека главната водилка, знаете како некога влегуваме во непознато на терен, треба да го имаме етичкиот кодекс како во авион кога ќе речат како се запалат овие светла, знаете таму е излезот. Да. Тоа е битното. Значи, социјалните мрежи, тоа е сосема во склад со новите времиња, ние не можеме тоа да го сопреме и напротив, тоа е многу добро, некогаш кога традиционалните медиуми не можат да покријат, тие го покриваат, но сметам дека секој еден кој што и дури обичниот човек, без разлика дали го познава етичкиот кодекс или не, да се потруди, да замисли дали тоа што ќе го стави како клип, како вест, како информација на социјалната мрежа, а да е тој актерот, да е тој ликот на кој што се однесува таа сторија, дали ќе му биде сеедно да не води сметка за тоа до каде може да го прикажува сето тоа. Значи, сепак етиката не мора да значи дека вие треба да бидете секој обичен граѓанин, затоа што велиме дека сега секој еден обичен граѓанин е новинар на некој начин. Новинар во смисла затоа што ја пренесува информацијата, трансмитерно, не и новинар кој што треба да се води од етичките норми, тие се најбитни. Значи, не верувам дека има нешто побитно во работењето кога вие треба да ја креирате таа сторија, но да заборавите на етиката и на професионалните стандарди. Тоа е
погубно за еден новинар. Според мене сите овие години. Токму затоа сакавме да отвориме оваа тема денеска. Наградата е само потврда дека се уште има професионални стандарди, нека трае. Благодарам многу. Благодарам на И можноста. да додадеме често да се работи со новинари во јавниот сервис како вас. И да се Надеваме учи. да ќе ви имаме уште долго тука и да учиме од вас и понатак Благодарам. како треба. Се надевам дека и вие ќе продолжите по стапките на повозрасните колеги. Ви благодарим Благодарам. уште еднаш. Продолжуваме на истата тема по програмската понуда, која е улогата на новинарството во глобалните конфликти.